Почитувани, народот вели, кој лаже, тој и краде. Погледнете како Зоран Заев безобразно ја лажеше македонската јавност пред неполна година. Се што имам мене ми е во Македонија. Се. И јас сум човек кој што сите знаат дека потекнувам од бизнис семејство, кое што има фабрики. Се што имам ми е овде. Кој е по-македонец од мене? Тие што имаат офшор сметки надвор, што имаат компании надвор? Не, се што имам ми е тука. И продолжувам да чекам иднина тука, за мене, за моите деца и за моето семејство. Почитувани граѓани, Зоран Заев тогаш велеше дека се што има му е во Македонија и дека нема компании во странство. Ова, почитувани, ова е бесрамно лажење на Зоран Заев. Вистината вели дека Заеви имаат 3 фирми во градот Петрич, соседна Република Бугарија, пријавени на една иста адреса. И тоа фирмата за градежништво Гомасиндра, која од август 2018 година е во собственост на братучедот на премиерот Трајче Заев. Втората фирма, фирмата за логистика и транспорт, Ориен Груп, основана од Вице Заев и Славица Заеви, за потоа биде превземена во декември 2018 година, исто така од Трајче Заев, братучедот на Зоран Заев. И третата фирма, фирмата исто така за транспорт и логистика, Радиша Трейд, во собственост на зетот на премиерот Радиша Бојовиќ Заев. Внимавајте, 3 фирми на Заеви со слична дејност, формирани речиси во ист период, на една иста адреса во Петрич, Република Бугарија. Прашањето е зошто Зоран Заев лажеше за постоењето на фирми во странство во собственост на кланот Заеви. Очигледно беше затечен од овој скандал и затоа течеше нервозно и хаотично одговараше на дуелот со претседателот Мицковски. Постои основан сомнеж дека овие фирми не се туку така формирани, туку дека крајната цел е да се прават преку нив сомнителни и матни сделки. Сепак, на крајот на криштата, на чело на овој клан стои аболициран за финансиски криминал човек по име Зоран Заев, кој не крие дека сака да биде главниот комерцијалист на семејните фирми. Нервозата кај Зоран Заев и СДСМ, но и молкот кој завладаа за ова прашање јасно покажува дека се одмотува една поголема афера која мора до крај да се расчисти и за која Зоран Заев мора да почне да дава одговори уште веднаш. Во овој случај со фирмите во Петрич сериозно мириса на криминален скандал. Ги повикуваме медиумите да се одважат и будно да го следат овој скандал без да молчат. Ова не е само една од многуте лаги на Зоран Заев, бидејќи искуството ни говори дека таму, кај што се фирмите на Заеви, секогаш станува збор за големи пари, за милиони и за скандалозни и матни сделки. Благодарам.